Занаетчиите се жалат дека неработната недела им ја загрозува и онака слабата екзистенција и им се заканува со целосно затворање на дуќаните и пропаст. Се направи една неправда во однос на занаетчискиот сектор кој што се надевам дека во најкратко време ќе се исправи. На вистина занаетчискиот сектор се соочува со големи потешкоци и ова представуваше уште еден дополнителен товар да се преброди целата ситуација. Во моментов, во недела можност да работат имаат само 4 занаетчии, и тоа слаткари, пекари, фотографи и печатници. Но и овде нештата не се докрај јасни, па слаткарите и пекарите можат да произведуваат во недела, но не и да ги продаваат производите. Од друга страна, занаетчиите сместени во големите трговски центри можат да работат без проблем. Ова според комората е нелогично и некоректно и наместо корист на државата може да и донесе штета со зголемување на сивата економија. Се даде можност на нерегистрираните вршители на дејност во овој сектор да остваруваат слободно или да вршат дејност, затоа што таму многу малку се вршат контроли во делот на сивата економија. Ве слободно можам да кажам пример во делот на продажбата на цвеќе, бидејќи во недела цвеќарите не можат да работат, се исклучени од можност. Значи во тој случај населението купува цвеќе од зелените пазари, каде што дефинитивно сите продавачи се нелегални бизниси, односно не се регистрирани. Официјални бројки за тоа кој се занимава со занаетчиска дејност нема, но според комората на занаетчи се забележува тенденција на сериозно намалување на занаетчиските дуќани и дејности.